демократија во 86, кај што се воведува клуч, член 109 со клуч, член 114 со клуч, што значи консензуална демократија, и член 131, во кој што се уредуваат начините на кои што се менјава Уставот. Меѓутоа мислам дека зборував за консензуалната демократија и мислам дека нема потреба да ве оптеретувам толку многу, оти претпоставам дека и некои други пратеници ќе ги анализираат овие моменти. Само ќе се задржам на овие две, што ги спомнав, и дека едноставно сметам дека претходните веќе ги спомнав и нафрлив своја размислување за нив. Преамбула на Република Македонија, односно на Уставот на Република Македонија. Јас ќе прочитам преамбулата и понатака после тоа ќе го прочитам текстот како сега треба да гласи преамбулата. Значи, прво преамбулата во Уставот на Република Македонија. Тргнувајќи од историското, културно, духовно и државно наследство на македонскиот народ и неговата вековна борба за национална и социјална слобода и создавање на своја држава. И сега ќе ги прескокнам тие некои работи кои што сметам дека се небитни, за тука да се потенцират, иако сметам дека преамбулата збор до збор е слово како Библија, барем за мене. Иако многу мислат дека не треба така да се гледа Уставот, дека тоа е променлива категорија, дека тоа е нешто што може да се модификува како ќе дувне ветерот. Ја мислам дека цврстината на една држава се гледа по тоа колку е цврст односот кон Уставот. Оти Американскиот Устав, иако е несоодветна споредбата, има 213 години од своје донесување, нема повеќе од 20 и нешто амандмани. А ние имаме сега пакетот над 30 амандмани само во овој круг. И уште еден дел е битен. Историскиот факт дека Македонија е конституирана како национална држава на македонски народ, во која се обезбедува целосна граѓанска рамноправност и трајно сожителство на македонскиот народ со албанците, турците, властите, ромите и другите националности кои живеат во Република Македонија. Гледајте, ја не мислам дека овој текст дискриминира некој. Плюс тоа, нема правно дејство. Има историско објаснување. Овој дел од текстот кажува дека ние, шака луѓе, последен народ во Европа, сме се собрале, сме имале тешкоти 10 века, 20 века, кој од каде сака нека смета, и сме направиле собствена држава. Таа преамбула не ве негира вас позади што седите, господа албанци. Ве пишува. Меѓутоа, ја кажува основата на нашите залагања. На десетици генерации. А денешнава преамбула, односно наредната, ако го усвоите тоа што е предложено, ќе гласи: граѓаните на Република Македонија, превземајќи одговорност за сегашноста и иднината на татковината, свесни и благодарни на своите предци за жртвите и посветеноста во нивните заложби и борба за создавање на самостојна и суверена држава Македонија и одговорни пред идните генерации за зачувување и развој на се што е вредно и богато од богатото културно наследство и соживотот во Македонија, еднакви во своите права и обврски кон заедничкото добро, бла, 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 бла. Кај е тука македонскиот народ? Кој може да гласа за